Растурена криминална група која фалсификувала евра, долари, франци, рубљи, израелски шекели, хрватски куни, албански леки, шведски круни. Обвинителството излезе со детали за акцијата Вардар која се спроведе во координација со српските институции за кривичен прогон и Европол. Пронајдени и одземени се 1 милион евра лажни пари, но и вистински, оружје, предмети, опрема, машини за печатење на пари, најразличен вид на материјали кои служат за изработка на лажни банкноти, хартија и хемикалии. Сузбиената организирана криминална група делувала на териториите на повеќе држави. Денес обвинителството донесе наредба за спроведување на истражна постапка против 6 лица, осомничени за кривичното дело, за сторување на кривичното дело за сторничко здружување, фалсификување пари, перење пари, но ќе видиме во понатомошниот тек од постапката и на сторување на други можни кривични дела. Криминалците во стан во Скопје на специјални машини изработувале лажни пари кои подоцна ги пуштале во оптек во платниот промет на Македонија, Србија, а голем дел од нив завршувале и во платниот промет на Австрија, Германија, Романија, Словенија, Хрватска и Косово. На територијата на Европската Унија до декември 2024 година од ваков тип на фалсификати, бидејќи кога имате фалсификувани пари, тие се класифицираат по одредена типологија, значи по типологијата што ја најдена на лице место на настанот, некаде имаме отприлика 1.150 милиони 200.000 евра најдено на територијата на различни земји во Европската Унија. Во рамки на акцијата лишени од слобода беа 10 лица. МВР пак денеска поднесе кривични пријави против 6 македонски и 2 српски државјани. При извршените претреси покрај лажните пари и машините за печатење биле пронајдени калапи, жигови и ваљаци со кои се изработувале фалсификуваните пари, 3 пиштоли, 1 пушка, куршуми. Одделот за сузбивање организиран и сериозен криминал денеска ќе поднесе кривична пријава против 6 македонски и 2 српски државјани во врска со вчерашната меѓународна истрага координирана од страна на Европол, македонската и српската полиција, во која е сузбиена организирана криминална група инволвирана во извршување на кривично дело фалсификување пари, која делувала на територии на повеќе држави. Инаку, групата функционирала од крајот на 2023 година, кога првоосомничениот заедно со останатите инволвирани почнале да печатат лажни пари кои ги пуштале во оптек.